Под 1. Еднократна парична помош за секое погодено семејство на починатите во трагедијата за душевна болка и нематеријална штета преку фонд за итна подршка од државниот буџет со јасна и транспарентна процедура за исплата. Под 2. Превремено пензионирање или инвалидска пензија за родителите на починатите во трагедијата. Многу нормални барања се. И гледаш и они викаат не е Мицко крив, државата. Воедно, со измени или дополнување на законот предлагаме да се предвиди посебен исклучок или додаток за случаи на колективна травма или наsilна трагедија во јавен објект. Они дури викаат направете ново законско решение за не дај Боже ако утре нешто се случи, да има како да се помогне на луѓето. Покрај целата нивна травма луѓето мислат и за утре. Предлагаме проширување на правото на загарантирано платено отсуство или заштита на работното место за лица погодени од масовна трагедија. Значи не само за нив, туку за било кој утре не дај Боже ако се случи нешто. Доделување на стипендии на средношколци запишани во јавните и приватните средни училишта Република Северна Македонија, како и бесплатно сместување во средношколските интернати. Доделување на стипендии на студентите кои ќе се запишат или се запишани на додипломски и постдипломски студии на јавните и приватните универзитети и високообразовани установи во Република Северна Македонија, како и бесплатно сместување во студентски домови. Студиите да бидат финансирани од буџетот на РСМ. Што е за 100 деца немате? Ако ги прифатевте овие барања, вие нема да признаете вина, туку напротив, ако вие го прифатевте ова, ќе кажете видете, 35 години до сега системов не функционира, државата не функционирала и довела до ваква трагедија. И еве ние луѓето бараат од нас, ние ќе им го возможиме. И сите виновници ќе ги изведеме пред суд. Наместо тоа, Мицика одбира да тера и не. Се плаши дека ако прифати вакво, дека он ќе биде кривец.